Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Граѓаните ќе мора да се стрпат до сабота е најнова информација од надлежните за водоснабдувањето. Изминатите месеци половина во Гостиварско опаѓа бројката на новозаразени со COVID-19. Зелено светло за Тетово транспорт, одржана 40-тата седница на Советот на општина Тетово. Граѓаните ќе мора да се стрпат до сабота. Најнова информација од надлежните за водоснабдувањето. Се работи на промена на пукната цевка во водоводната мрежа на Лешница. Граѓаните пак особено од погорните населби се револтирани, бидејќи кај нив неколку дена воопшто нема вода за пиење. Ево, гледате ли дека нема? Не е само денеска. Овде нема тачно 5 дена. Овде. 5 дена. И че нема вода. Како на оваа јавна чешма, така и во домовите на жителите на погорните населби во Тетово веќе неколку дена воопшто нема вода за пиење. Со намален притисок и рестрикции се соочуваат и другите делови на градот поради голем дефект на главната водоводна цевка во мрежата на Лешница. Граѓаните се револтирани, велат во услови на пандемија кога најмногу е потребна хигиената, тие немаат вода. А владе епидемија, вика владе, ова вирус и мируси, што е ова? Од ова поголем вирус има ли? Нема. А за пари ќе дојда. Еве, качите се да видите. Смрди целата куќа, 7 души сме дома. У вецет излезеш, нема каде. Ова не е караница у куќа со вода, чим немаш, се е наопако. Има 2-3 дена како вода немаме ние во нашиот дел. Да кажеме, посебно за Колтук, пошто јас сум стал седелец овде. Носи 2 дена, тоа значи негде од вторникот, и се така, еве денеска четврток, вода нема. Имам ја ти хидрофор, техничка вода имам, за пиење, за прајање ручек нема, ништо. Се уште се работи на санација на дефектот, односно се врши промена на цевката, бидејќи се работи на потешко пристапен терен. Од ЈКП Тетово велат дека ако активностите се одвиваат според планираното, најверојатно водата ќе биде пуштена во сабота. Ние се надеваме, го кажувам ова, се надеваме под наводници, зашто таму се ненормални услови, односно условите ми се многу тешки за работа. Ако не испадне нешто неочекувано, би требало да ја завршиме во некако во сабота да може да ја пуштиме и вода. Пред 3 дена поради свлечиште на неколку километри од село Бозовце пукна главната цевка во водоводната мрежа на Лешница, што резултираше со 60% губиток на вода. Поради тоа беа активирани и градските бунари, па заедно со стариот водовод. Во моментот Тетово се снабдува само со околу 200 литри вода во секунда. Изминатите месеци половина на Гостиварското подрачје опаѓа бројката на новозаразени со корона и се намалува потребата од хоспитализација на пациенти. Болницата во Гостивар ги затвори ковид центрите на интерно и неврологија. Пациенти со ковид сега се хоспитализираат само на инфективното оделение. Општата болница доктор Ферид Мурад во Гостивар се врати во нормален тек на работа. Ковид центрите на интерно и неврологија, кои беа активирани кога имаше наплив на пациенти со корона, се затворија. Пациенти со ковид сега се згрижуваат само на инфективното одделение, кое според надлежните целосно ги задоволува потребите во актуелната состојба. Периодов бројот на хоспитализирани не надминал 10. Ние постепено ги затворивме дел од ковид центрите во нашава болница, почнувајќи од нервно одделение, каде што се направени на потребните дезинфекциони, интервенции. После тоа се затвори и интернистичкиот дел, и таму сите дезинфекциони меропријатија сите се завршени, и после тоа во инфективно одделение се префрлени сите пациенти кои имаат потреба од третман. Како што ви реков, за сега стабилно се држиме и бројките од
недела дена, 10 дена се движат меѓу 7, 8, 6 и така одат пациентите. Не сме имали некој голем број на пациенти кои би ги испратиле за Скопје. Во неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, регионот на Гостивар е совкупно 27 нови случаи на корона. Единственото зголемување на дневната бројка периодов досега беше забележано вчера, кога беа потврдени 18 новозаболени. Според анализите на болницата, првите 2 месеци од оваа година поминале со стабилно ниво. За месец јануари сме имали околу 247 новозаразени, 28 умрени пациенти за жал и 595 излечени. Додека за месец февруари состојбата е уште поподобрена, имаме некаде околу 96 пациенти новозаразени до овој момент, имаме 10 починати и околу 172 излечени пациенти. Последните податоци од Министерството за здравство покажуваат дека од почетокот на пандемијата досега во Гостивар со ковид биле диагностицирани 3755 лица. Бројката на починати е 172, додека на оздравени 3451. Како активно болни во Гостиварскиот регион се водат 132 пациенти. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека и покрај порастот на бројот на нови случаи позитивни на коронавирус, засега не се предвидени дополнителни рестриктивни мерки. Како што кажа Филипче, бројот на нови случаи се должи на британскиот сој. Навистина има зголемување на бројот на заболени. Во овој момент се уште траат испитувањата во лабораторијата во Ману, но во текот на вчерашниот ден имав разговори со представници на лабораторијата од болницата Жан Митрев, каде што британскиот сој е присутен во 70%. Значи, очигледно е дека се зголемува и дека очигледно е дека еден дел од ова зголемување на бројките се должи на присуство на тој сој на вирусот, за кој што знаеме дека полесно се пренесува. Зголемен е бројот на пациенти кои што се хоспитализираат, меѓутоа не до тој степен да ги загрозуваат болничките капацитети. Во дел од болниците ширум државата, конкретно Кавадарци, Прилепи, и Охрид, но со сосем доволен слободен болнички капацитети сега во овој момент. Конкретно во Скопје и во овој момент слободни болнички кревети на инфективната клиника, без модуларната, меѓутоа значено овој ослободен болнички простор на интерните клиники, кои што сега нормално функционираат. Во било кој момент се спремни сите овие капацитети да се вратат во оној претходен режим на работа, кога сите лекари и сестри ротираа и сите интерни оделенија беа наменети за третман на пациенти заболени од ковид. И ние за тоа имаме секојдневна комуникација, јутрово и утекот на вчерашниот ден со директорите на сите тие клиники, тие се свесни, знаат и очекуваат. И во делот на мерките, дефинитивно е можно, меѓутоа за сега не. Тетовскиот совет денес ја одржа 40-тата седница, на која се расправаше за 16 точки на дневниот ред и неколку дополнителни на предлог на советниците. При тоа беше дадено зелено светло за планот за работа и финансии за јавното предпријатие Тетово транспорт за 2021 година. Во програмата за работа на јавното предпријатие Тетово транспорт првично се планираат 3 линии со 5 автобуси, а истите се планира да вршат превоз на патници во периодот од 6 часот наутро до 22 часот. Јавниот градски превоз во Тетово за неколку месеци најверојатно ќе започне само со една линија и со 4 автобуси кои би ротирале. Според условите и искуството од терен ќе се вршат соодветни промени, информираше на денешната седница на Советот новиот директор на предпријатието Дарко Спировски. Првата линија е замислено да иде, така, дизајнирана, да почне од автобуската станица до првиот кружен тек, каде што е новата улица, да сврти кон Веро и после да излезе на булеварот, нагоре покрај пазарот, дојде до центар на градот, и после од центар на градот сврти лево и по булеварот Илинденска, мислам дека е таа улица, да стигне до Штуловиот универзитет. Согласно временската рамка се претпоставува, проектирано е 40 минути за таа цела линија,
таму би одмарал, би почекал некои 20 на минути и после тоа би се вратил назад. Сега, како што е замислено, значи на секој половина час, велам у прва фаза, на секој половина час од таму оваа линија би била покриена со 4 автобуси, значи на половина час вие би имали автобус што евентуално би ве однел таму и би ве вратил по истиот пат назад. Свесни сме дека времењата што се таму ставени од станица до станица на линиите што се предложени практично може да трпат измена согласно теренот што ќе покажат значи условите на теренот. Според финансискиот план на предпријатието планирани се приходи од билетите, картици и изнајмување на рекламен простор во износ од 18.285.825 денари. Еднаква сума и на планираните расходи. Според председателот на Советот Беким Мемети, надлежните се оптимисти дека предпријатието на почетокот ќе работи во позитивна нула. Значи, како ново формирана предпријатие, јас сум оптимист дека тоа ќе почне од нула и во позитива ќе биде. Секако дека и директорот пред мене кажуваше и во детали како тоа ќе се спроведе, пошто веќе знаете дека имаме нов директор и он денеска во седницата ги образложи и ги кажуваше со факти како ќе течат работите во ова време што не проследува. Инаку на дневен ред пред советниците се најдоа извештајот за работа и активностите на Советот за минатата година, дополнување во планот за вработување, детални урбанистички планови и прифаќање донација на контејнери. Неколку физички напади регистрира секторот за внатрешни работи во текот на изминатото деноноќие. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера вечер во 22 часот и 40 минути 48-годишникот Тетовски Дреновец заедно со неговиот 16-годишен син и уште две малолетни лица на возраст од 15 години во СВР Тетово пријавиле дека околу 20 часот и 30 минути физички биле нападнати од 17-годишник од истата тетовска населба. Според пријавата напаѓачот користел и метален предмет. Сите инволвирани во случајот денеска се повикани во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за документирање на случајот. 50-годишен тетовец пак вчера во 15 часот пријавил дека околу 12 часот и 30 минути на улица Линденска во Тетово бил физички нападнат од друго лице. Се работи на расчистување и документирање на случајот и против пријавениот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 21 часот и 15 минути по претходна пријава, полициски службеници од полициското оделение Чегране извршиле контрола во гостителски објект во гостиварско Чегране, собственост на 37 годишник од ова село. При контролата во објектот биле затекнати 4 лица заедно со сопственикот и било констатирано дека не биле почитувани мерките на владата за спречување на ширењето на COVID-19. Објектот бил затворен од државен пазарен инспекторат, а сопственикот бил однесен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена пријава по член 206 од Кривичниот законник, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Вчера во 18 часот и 10 минути 31 годишна гостиварка пријавила дека околу 15 часот пред нејзината куќа во Гостивар, таа и мајка и физички биле нападнати од 29 годишник и од неговата мајка. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера околу 17 часот и 50 минути во близина на Центарот за култура Асном во Гостивар, полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар пронашле 16 годишник од Гостиварско Калиште, кој на 22 овој месец беше пријавен дека се оддалечил од дома. Малолетникот е предаден на родителите. Вчера пак во 11 часот 37 годишен гостиварец пријавил дека во Гостиварско Форино бил каснат од куче скитник. Секторот за внатрешни работи Тетово информира и за неколку расчистени кражби. Поднесени се кривични пријави против 44 годишен тетовец и 45 годишник од Скопска Копаница. Секторот за внатрешни работи Тетово до основното јавно обвинителство Тетово поднесе кривична пријава против 44 годишен тетовец поради основи на сомнение дека сторил кривично дело измама, предвидено и казниво по член 247 од Кривичниот законник, и против 45 годишник од Скопска Копаница поради основи на сомнение дека сторил кривично дело помагање, предвидено и казниво по член 24 во врска со член 247 и во врска со член 45 од Кривичниот
кривичниот законник и расчисти 24 измами. Имено прво пријавениот во периодот од ноември минатата година до втората половина на јануари годинава, представувајќи се како бизнисмен од Турција, со приказни за наводно случајни сообраќајни несреќи, телефонски измамил повеќе лица вработени во фирми од Бугарија, Србија, Албанија и Косово. Пласирајќи им лажни приказни дека нивни вработени, најчесто возачи, загинале или се тешко повредени во сообраќајни несреќи и дека се потребни пари за погреб или лекување, тој успел да се стекне со противправна парична корист од околу 9000 евра. Парите преку филијали на известна фирма ги подигнувал 45 годишникот и потоа му ги давал на 44 годишникот, а тој пак за услугата му плаќал од 50 до 100 евра. Музичарот Никола Димовски Тмница со реакција за донесената одлука на Министерството за култура во однос на одбиените барања за поддршка на манифестациите Јаболчиња, Априлијада и 40 години музичка кариера Тмница. Вчера се случи еден културен шок, лично за мене, а тоа е дека ниту еден од овие 3 наведени проекти не помина. Изговорот на министерката беше дека некои работеле неправилно, се појавувале на 15 места. Јас се слагам со тоа. Зошто? Зошто? 25 години го работам овој фестивал. Ниту еднаш не се десило да се деси некој криминал или некоја си превара, под наводници речено. Нека ги објави сите оние кои што краделе, кои што правеле малверзации. Јас сум за тоа. Зошто ние да бидеме колатерална штета? Кој сум јас? Еве, Никола Димовски Тмница, јас сум име и презиме. Ама Јаболчиње е институција. 25 години некој има храброст да каже некому дека нема повеќе да го поддржава. Зошто? Нека каже. Ако сме ние колатерална штета заради некој што крадел и некој што правил глупост, нека го каже со име и со презиме. Кој сме ние? Како ќе им кажам јас на децата дека нема да постои повеќе фестивалот? Заради тоа што некому му текнало дека нема да го поддржава, не, фестивалот ќе се одржи и оваа година. И концертот на мој што го имам замислено во главата ќе се одржи, а и Априлијадата ќе се одржи, затоа што имам одговорност како човек спрема сите овие деца со години наназад, тоа се фиданки, млади, кои што треба да се движат со културата заедно. И за да се грижиме за тие деца, треба да се дружат на тие манифестации, да ја убиваат тремата пред секој свој настав што го имале, и сите оние кои што го поддржувале, а го поддржуваат многу, веќе на мојата Facebook страница и на страницата на Јаболчиње има коментари. Многу лоши на име на Министерството за култура. Не можам да сватам. Јас стварно не можам да сватам што се случува со една си институција која што е створена за нас. Многу се малку фестивалите кај што можат децата да ја покажат својата вокална способност. И дружењето. Од овој фестивал потекнуваат Магдалена Цветковска, Лазар Цветковски, Гоце Симоновски, Јован Василевски, тоа се звучни имиња на естрадава. Зошто не им дадеме шанса на овие нови, млади што се сега, за да си го фатат патот? Ќе завршам со оваа реченица. Која иднина без култура Министерството за култура им ја обезбедува на децата и на нашата младина? Нема култура, нема живот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.